Во овие моменти очекуваме вклучување директно во Вашингтон со Ведран Андоновски од Гласот на Америка, кој ја следи инаугурацијата на Барак Обама. Очекуваме и аудио и видео слика од таму. Еве го Ведран, го гледам. Ведран, доколку се слушаме. Доколку го имаме Ведран Андоновски, Ведран, можеш ли да ни кажеш, видовме само за момент аплаузи и возбуда во моментите кога Барак Обама се заколна дека ќе ја врши функцијата претседател на САД, меѓутоа не го следевме говорот. Можеш ли да ни дадеш делови од неговиот говор и на што тој најмногу обрати внимание? Апсолутно, Жане, говорот за ваш го следев јас и тоа токму вака на покривот на Гласот на Америка на ова студено време, како и од прилика над 1 милион американци. Има една нова работа од пред 5 минути во Вашингтон и Соединетите Американски држави, а тоа дека новоизбраниот американски претседател сега веќе официјално по заклетвата е нов 44-ти станар на Белата куќа. Неговиот говор, доколку би можел да го резимирам, се содржи од 3 зборови: волја, надеж и расположение се да се направи. Волја, бидејќи, како што рече Барак Обама, и тоа нормално парафразирам, бидејќи говорот го доби во последниот момент, практично бев тука додека траеше, волја за да се завршат работите. Барак Обама потсети дека низ историјата на Соединетите Американски држави и во мощни тешки моменти постоела волја кај американците да се завршат работите, да се поеде напред. Надеж, исто така рече дека е битна, бидејќи потребна е надеж дека работите може да поедат на подобро. Тој исто така говореше дека, како и порано, американците повторно можат конкретно да направат неколку работи за да ја подобрат ситуацијата. Во однос на американската економска криза, Барак Обама во тој контекст напомена дека потребни се проекти од јавен интерес, потребно е граѓаните да се ангажираат, потребно е да постои што е поголема потрошувачка за да се придвижи економијата, а не акцентот да биде ставен на, како што понекогаш велат аналитичарите, луѓето од Wall Street кои нормално доведоа на некој начин до оваа финансиска криза. Исто така, говорејќи за надворешно политичките аспекти, само за неколку онив, на кратко, Барак Обама рече дека што се однесува до војната во Ирак, би сакал да види повлекување на американските сили, меѓутоа на еден одговорен начин. Во Афганистан да се доведе ситуацијата до мир кој би бил траен, а што се однесува до муслиманскиот свет, дека сака партнерство со луѓето од муслиманските земји. Жане? Ведран, можеш ли зголемен оптимизмот за тоа дека Обама како претседател на САД ќе воспостави односи со светот? Меѓу милиони луѓе таму, дали се милион или 2 милиона, нели беа калкулации колку се таму во Капитол Хил сега, дали имаше луѓе од светските лидери или од светската политика кои можеби ги забележа? Се работи првенствено за американска церемонија, американска иконографија, која првично нејзината символика е мирното предавање на власта во Соединетите Американски држави. Ова е 55-та инаугурација поред и практично нејзината символика е дека транзицијата на власта во САД се одвива на мирен и демократски начин. Така што гостите, колку и да се странски, тие беа овој пат во втор ред, бидејќи сепак, како што реков, се работи за американска церемонија. Жане? Тоа е толку различна, можеби, оваа инаугурација од претходните, освен по возбудата која можев да ја видам кај американските граѓани во моментите кога тој ја даде заклетвата и по некој оптимизам кој лебди во воздухот. Што можеш ти како репортер, еве, со твое 10-годишно искуство таму, да кажеш дека за прв пат си почувствувал во вакви моменти? Па покрај оние работи кои се строго технички, невидени мерки на безбедност за време на моите 10 години работа и живење во Вашингтон, можам да кажам дека од раните утрински часови, искрено и покрај толку време во Соединетите Американски држави ме изненади бројот на луѓе кои уште во Мугри започнаа да се движат и да се патуваат кон националното шеталиште во Вашингтон. Волјата дека тоа може да се стори. Практично 1 милион луѓе одговорија на повикот од кампањата на Обама дека да, можеме и дека се можни промени. Искрено сметам дека оваа инаугурација е интересна бидејќи се одвива во едно интересно време. Можеби поради политиката на претходната администрација дека е потребна промена и дека ова е време
време Соединетите Американски држави да се вратат како глобален и достоен играч на светската сцена. Жане? Ведран, јас веќе објавив дека утрово појадокот последен во Белата куќа Буш го помина со Мишел и Барак Обама и му оставил некаква порака. Која е пораката на Буш со оглед на различната пак политика што ја водеа републиканците во однос на демократите? За сега никој не знае, меѓутоа можеме само да нагаѓаме. Традиција е во Белата куќа председателот на заменување да остави писмена порека во овалната канцеларија на работната маса за новиот председател. Нормално, портпаролот на Белата куќа соопшти дека пораката не се знае и дека ја знае само председателот Буш, меѓутоа доколку се верува на аналитичарите во медиумите, пораката е дека секоја транзиција, па дури и ова, во време кога Соединетите Американски држави се воено ангажирани на 2-3 фронта во војната против тероризмот, дека секоја промена и транзиција треба да биде градуална, постепена и пополека.